Четврта гужба ќе нема. Четврта ќе. Четврт. Смачено име сигурно. Леле, некој ола. Гледате го ова. Не, јас стварно посакам да знам цената на овој голем стич. Па добро. Ќе се вратиме после. Не, жив не сум да дознам натре ова што има. Океј. Пишуваш дека секој треба да биде сам? Ја тоа не ќам. Ќе се шедаме заедно сега. 4900 евро. Ова горе е 16900. Се реновира. О мај гад, тоа ми изгледаше од памет. Здраво на сите, дојдовте во моето ново видео. Као што може да видите на мене се уште, најкратко што можам story time за што се случува и да ви кажам, да ве воведам во целото видео. Бе во Париз во Франција, имав таму желба да снимам 3 видеа, едното видео да биде со храна на секаде, другото видео да биде со онакви снекс, благи, солени работи што ги снимам од сите држави цел живот, и третото видео е Дизниленд и ова што ќе го гледате. Тоа што мене ми се случи во Париз е пренапад на алергиска реакција на дерматологот ми кажа дека е сонце. Две од тие видеа решив сепак да не ги снимам, не можев. Цело време бев преокупиран со ова, премногу ми сметаше и едноставно кога си ваков, кога изгледаш, ова рачунајте дека сега го снимам ова 5 дена откако сум вратен и дека се уште не можам да го долечам како што треба, затоа што уште се познават, па замислите како беше пред 5 дена од сега. Многу ми е криво за другите две видеа што нема да се случат, ама еве ова со Дизниленд какво е, такво е, затоа што ќе видите таму сум со алергијата, не можев да бидам 100% од мене, ама сепак видеото постои, па се надам дека колкото луѓе може да уживате во него. Flashback. Ден за Дизниленд. Луѓе, ја не знам како да ви опишам што се дешава во моментот. Ако сега ми го гледате така чудно лицето, тоа е затоа што само што ставив некоја крема за да ми го хидратизира. Иначе гледате го ова. И ова, и моите очи, гледате и очите, ќе ставам од теко на видеото, цело време ќе носам наочари онакви темни, да не ве плашам. Имам некоја таква лоша и околу устата, и ова на очите што ми се вака подуени тука капаците, и ова некоја одвратна алергиска реакција. Претходниот пат тоа ми се деси у Рим, сега ми се дешава у Париз. Што е проблемот со ја кога патувам, што се дешава? Не можам да опишам, не знам што сум алергичен, не знам што се дешава. Како и да е, купив апој против алергија, се надам дека теко на денот ќе станува боле, ама одим у Дизниленд. Ние што стигнавме, таму има некој замок позади, само што сега од каде да се почне и што да се прави. Иначе денес е четврток, така што паметно биравме да не е ден кога би имало многу гужва, да не е петок, сабота, недела. Туку баш да е четврток да биде полабо и сега барем навлезот личи полабо, па ќе видиме понатак. Ама Walt Disney Studios не сме за тука. Идеме баш таму кај што не треба да бидеме. Тоа е тоа што не е за нас Walt Disney Studios. Одлучивме да одиме, затоа што сите викаат дека у еден ден нема шанси да видиш све, едеме како идеш на двете. Така да овој пат идеме само на нормалното, обичното, а ова Walt Disney Studios што е друг пат. Вајда. Вајда сме за тука. Вау. Замок и деца. И ја за кај сме тука да влезот на Дизниленд парк. Што е Music Festival. Идеме на фестивал, идеме да ни пее Мики Маус. Гледа колку народ има таму на собрано само. Тоа се дешава тука. Вау. Прекрасни сте, браво, вау. Вау, преубави сте. Како ги фатив баш тука во моментот да дојдат. Колку само име мака да се смеат по цел ден. Смачено име сигурно. А уште доаѓаат. Елса, леле Елса, Јана, сестри две судбинки, види ги. Ќе пеат ли Let It Go? Еве го и овој. Леле некој Олаф. Олаф ги јава. Го јава ваквото. Не, ова е мојот крај. Вау, она бонжур. Они не зборат на француски. Не, али јас што земав карти за во четврток, мислејќи ќе немало гужба. Дали ви го гледате тоа? Четврток ќе нема гужба. Четврток гужба ќе нема. Четврток. Не, јас стварно посакам да знам цената на овој голем стич. Како јас да дознам таа цена? Па добро. Ќе се вратиме после. Вау, Елса. Колку кошта една Елса? 20 евро. А види на што лечи. Ќе се вратиме, ајде. Ципелки. Ќе се вратиме, ајде.
жив не сум да дознам внатре ова што има. Ова нели поради тоа што се вика Disneyland, а не Disney World, е многу помал замок од оригиналниот замок што ги има нели во Америка. И сега жив не сум да знам внатре што има. Ајде да дознаеме заедно. Буквално ништо, нели? Така и се мисли. Море влагаат некаде. Дека влагаат луѓето. Да купуваат пак преценети сувенири, браво. Еј, преако. Сега ова камерата, видите го како изгледа. Бреј. Мене ова ми се свија многу. Пиратите од Карибите. Вика дека ова може да биде заплаштива за деца. Сигурно може да биде и за мене. Океј, ова станува многу темно. Ова ќе биде најлошото возење во мојот живот. Се укрцуваме, под нас има вода и ајде да видиме. Чекаме. Тргна. Има каде се држам? Нема каде се држам. Одлично. Тргна. Не знае колку ќе се гледа, океј, во вода сме. Ништо не се гледа апсолутно. Ова не можам ни ја да видам, не па вие на камера што гледат. Многу е темно. Паѓаме. Паѓаме. Океј. Тоа беше најдобро дел. Однака иде цело време по леки, одгледаш кога забрза надолу. Еј, сите се врзани бе, види ги. Овој си свирка, гајле нема. А таму ги пукаа други. Ама јако е направено искрено. Како е ова направено, вака да се движат кукли, човек. Овој се опијанил, гајле нема. Ви го, брато. Не знае ни кој ден ни кај. Абе, пак има надоле, паѓаме. Не. Спреми се. Сега паѓаме пак. Океј, гледате ме мене. Не, сега паѓа. Јој, сега паѓа. Океј, се е темно. Еве го, Джони Деп. Толку. Океј, патот нака возњата пред да седнеш беше многу полош, али самата возња беше јака. И онака по-споро почна, али како поминуваше време стануваше се појако и појако. Има онака два страшни моменти, така да може некоја јака седмица за возњето. Сега каде? Океј, го прескокнуваме Индиана Джонс, поред тоа што ако јас добро сватив, мислам дека пишуваше дека на тоа, а го видовме како изгледа пред нас, колку се вртеше, пишуваше дека секој треба да биде сам. Ја тоа неќам, за секој случај. Ако некој го знае Индиана Джонс, пишете дали сум пропуштил нешто јако. Следно се иде на најдов некое вовче, што може би цели 20 минути ќе те вози околу цел парк или не знам што, на шини, буквално воз, така да ќе видиме што е тоа сега. Chers passagers, chers nouveaux passagers, c'est avec une joie immense, une grande fierté et un soupçon de modestie que nous vous accueillons aujourd'hui. Gardez Brassenas à l'intérieur. Et s'il vous plaît, veuillez ne pas fumer. Merci. For your safety, please stay seated while the train is moving, keeping your hands on Тоа што си имал последно тоа, возот беше ужас. Сега си купи вакво, што ќе ми стои на глава некако, ама како треба го... Сега ќе добијам другарче. Го гледав новиот филм Стич, се зајдев во него и сега иде на глава. Сега ќе стои ли? Не знам кај точно магнет. Ама ќе стои ли ќе падне? Не бе ќе си го ставам на вакво, чекај, не го ставам на глава. Иде на рама, ајде. Си идам другарче сега. Сега вака може да шетаме, нема падне, нели? Убаво е наместено? Така. Ќе се шетаме заедно сега. Се надам дека не може да паднеме. Ја влегов во некоја продавница. Ете сум јас. Ова, не знам колку се гледа. Цената му е 4900 евро. Ова е 3200 убавицата и зверо, значи многу се јаки. Ова горе е 16900. Не знам дали ги би било глупо да го снимам човекот што ги прави. Јас ќе се обидам. Is it okay if I film you for a bit? It's okay. Ми дозволи братот. Да го се прават. Значи прават.
И најверојатно се што има во продавницава се прави така. Работите се прескапи, ама кога знаеш дека квалитетно и како се прави, многу добро. Thank you. Братот представа има. Oh, now cut that out! You're stealing my spotlight! No, no, no! Come on, orchestra! Pick up the pace! Uh-oh! Wait! Slow down! Hey, somebody turn the water on! Сега дојавме на местото што јас најдов на интернет ко најдобрите рајдс на Диснейленд паркот, тој што не е со студиос. Најчестите одговори беше ова позади мене, ама се реновира. Ќе биде отворено рано лето 2025-та. Тоа и сега. Тоест не е се уште лето, така да во моментов е затворено. А јас таман се престрашив и решив дека ќе се возам на ова, затоа што обично ги избегнувам таквите, ама ова ќе беше најдобриот рајд на овој Диснейленд. И за жал не е отворен. Ќе свртам сега. Ја го. Оваа планина иде пребрзо, сите на таа најмногу се забавуваат. Јас решив да се престрашам, еднаш ќе се решам и џабе. Се реновира. Се движиме надале. It appears everyone is doomed at fate and end. Не, ворато некоја куќа, кој знае што ќе ни направат. О, мај гад, тоа ми исплаче од памет, како стои таму. Дали ја гледа како стои таму? Вата. Зашто стои така, тоа е толку крипи. Еј, ќе се возиме, бе? Еј, ќе се возиме. Сега кој знае што не чека. Позади нешто пиштат. Тие позади нешто пиштат. Вратата сама се отвара. Вратата се отвара. Тук има саат. Тешка нас ќе бидела. Ама не тресат и ни го вртат седишето како сакаат. Не знам како да ви го опишам тоа. Они цело време не трескаат. Што е ова, бе, чај? Зале види ги доле. Они имаат гозба. Они гозби, он лелеко духови се види ги. Сите се духови. Невестава свири, си се гледа на кој знае што не чека тука нас? Невестава мрда. Ти, чиче, кој си? Не ми се смеј. Не, многу си близко до мене некако. Еј, шубо пеат, браво. Браво, дечки. Шо прават овие, бе? Сега безбедно, не ни направија ништо нагло. Само се шетаме во огромно куќиште и гледаме крипи работи. Толку бе. Ќе беше појако ако ни направија како во она со пиратот од Карибите, барем еднаш два пати да не уплашат нешто нагло да ја направат. Тука не се деси тоа ниту еднаш. Иначе информација што може би била од помош да се сподели за луѓе што тек сака да дојдат. Е тоа што сите некако го прават Диснейленд многу поскапо тоа што е, али искрено за тоа што ќе одживееш тука, ако збориме за влезници, скроз вреди. Многу сите нагласува ако земете си храна од и пијалок све напунете ранци од дома, што секако е поевтино, али ако ти е малтретирање да мкнеш све тоа цело време, воопшто не е толку скапо и малте не се цени како во Скопје скоро. Поише се, ама пак. А пример играчињава, пример мислам дека да влеземе у некоја продавница за играчки во Скопје, скоро ќе бидат слични цените. Тука си упари со Диснейленд. Ова е скроз оригинал, ова се скроз нивни. И јас глава сечам дека се близко со цените што тоа би било да влезеш у некоја друга чкилја продавница за играчки некаде, па може би и у Скопје. Може би и не е толку колку што сите го прават по интернет, дека е прескап. И стигнавме у светот на Аладин. Бога ми баш личи кога да живеел тука. Види? Јако. Само вакви инсталации се посетени секаде. И килимчиња еве. Ние на Балкан ништо ова не ни е ново. Килимче од баба закачено. Тука е сенсација. Бри. Ова најако да сега. Еве ги заљубени. I can show you the world. Ça va? Vous avez l'air en forme! Are you ready to dance? Sorry. Bref, la vie sans souci. Hakuna Matata! Hakuna Matata! Hakuna
Океј, тука завршува Дизни авантурата. Нозете не ги осеќам, сега коментирав дека кога ќе се вратам во Скопје нема да излезам од дома цела недела минимум. Поема немам како сум го склопил ова видео, колку имало интересни работи, затоа што сите работи знаеш што ги снимаш траат онака по 10 минути, колку сум ги кратил немам поема, ама се надам дека беше гледливо и ми е многу криво што главната вожња што ќе беше најинтересна не можев да се возам на неја, за така да друг пат. Толку, сега си идеме да јадеме. Лајкнете го видеото ако ви се свигаше. Субскрабнете се каналот, уште видеа. Ние се видиме следното. Чао.